4 години од референдумот каде граѓаните со бојкот кажаа не за Северна, само 36% од граѓаните на Македонија излегоа и дадоа поддршка за преспанскиот договор. Одлуката не е усвоена, бидејќи не гласале повеќе од половината од вкупниот број граѓани запишани во избирачкиот список. Дека граѓанското не нема да важи за власта уште вечерта на 30 септември, ни кажа поранешниот премиер Зоран Заев, најавувајќи дека ќе се обиде преку собранието да ги протурка уставните измени. Ќе направиме обид во парламентот, да разговараме со пратениците и ќе знаеме. Ако има двотретинско мнозинство, ја почнуваме постапката со уставните промени. Што и на крајот се случи, за гласа 8 пратеници на опозицијата, а кај 5 од нив во одлуката веројатно помогнаа судските лавиринти, Крсто Муковски, Љубен Арнудов и Сашо Василевски беа обвинети за настаните од 27 април, а од притвор беа пуштени непосредно пред собраниското гласање. Обвинение од СЈО имаше Елизабета Канчевска-Милевска, како и синот на Владанка Авировиќ. Копно гласа 81 пратеник, сите 81 за, воздржани нема, против нема. Констатирам дека собранието ја донесе одлуката за прогласување на уставниот закон за спроведување на амандманите од 33 до 36 на Уставот на Република Македонија. Поучено од она што и се случи пред 4 години и веројатно исплашен од волјата на народот, владино-државниот врв секако да е алергичен на зборот референдум. Република Северна Македонија ги почна преговорите и тоа ги почнавме со чист македонски јазик, со заштитен идентитет, не кажано само од нас, туку напишано на хартија, и потврдено од председателот на Европската комисија, господја фон дер Лејен. По однос на договорот со Бугарија, ниту може, ниту смее да има референдум. Али вие сте за референдум или не сте? Значи, гледате, за каков референдум? Околу францускиот предлог. Сега вие дури имавте, предложивте некое референдумско прашање. Тоа е сосема друга работа. Иницијативата за референдум поднесена од ВМРО ДПМН беше одбиена од собранискиот спикер Талат Џафери, кој сам си ја оцени како неуставна. Во моментов на неговото биро иницијативата на Левица, за која чекаме дали ќе биде прифатена од Џафери или тој повторно ќе се стави во улога на уставен судија.